По 5 евидентирани случаеви на заразната жолтица од типот А, кои се појавија летово, во гостиварското епидемиолошко одделение пријавени се 3 нови случаеви. Од Центарот за јавно здравје велат дека будно е следат состојбата. Иако периодов не е својствен за оваа пренослива заразна болест, сепак неколкуте фактори кои преовладуваат допринеле за продолжување на заразата. Последните денови на октомври во епидемиолошкото одделение стигна 3 пријави на нови случаи на заразна жолтица од типот А. Се работи за млади лица, еден на 19, еден на 18 и еден на 16 години. Двајцата се ученици во средно училиште и во оваа прилика би сакал да кажам дека се работи за зараза која што е во семејство. Имено двајца од заболеници се браќа, а едниот е роднина. Се обидоме да го дознаеме изворот на заразувањето, меѓутоа тоа е многу тешко, но она што е битно е дека ги презедуваме сите мерки да го спречиме ширењето и појавата на нови случаи. Будно е следиме состојбата. Знаете дека инкубацијата на ова заразно заболување е минимум од 15 дена па до 50 дена, така да наредниот период ние ќе следиме состојбата и за сите нови случаи ќе ве информираме. Жолтицата не е својствена за овој период, таа почнува некаде од мај до август. Поради кои причини е се тоа? Дали некои климатски промени или... Па не толку климатските промени, колку голем фактор на ризик за појава на оваа заразна болест представува овошјето, зеленчукот и со оглед на тоа дека се уште го има, а и минатиот и предминатиот месец и со оглед на фактот дека инкубацијата е долга од 15 до 50 дена, како што реков, секако дека и уште еден факт дека имаме епидемија на заразна жолтица од типот А во Скопскиот регион, имаме и во Штипскиот регион, таму заврши. Значи, во Тетовскиот регион немаше епидемија, меѓутоа има случај, така да тука би ги гледал факторите на ризик за појава на и продолжување на оваа заразна болест. Инкубацијата трае од 15 до 50 денови, па поради скриеноста на заразата, можноста од зголемување на бројот не се исклучува. Примариус доктор Огњановски го потенцира фактот дека секој кој ја прележал жолтицата е доживотно имун на неа.